Со писмото на мајката до својот геј син започна кампањата Родители на ЛГБТ и деца не сте сами. Што се упфаќа оваа кампања? Оваа кампања почнавме да ја осмислуваме од минатата година, кога прв пат ни пристапија двајцата родители, кои се нашинци кои живеат во Австралија и кои го имаат прифатено својот син, кој пак исто така е многу активен и активист на универзитетот каде што студира. Таму постојат тие гей стрейт алијанси кои ги викаат и он е предводник на една таква на универзитетот каде што студира. Од минатата година се договоривме дека еве сега почнавме прво со писмо, сега со нив се појави и интервју за луѓето да ги видат дека тоа не е некој измислен лик или некој таму некаде кој не може да име, туку тоа се реални луѓе со реални животни приказни. Ќе има уште текстови од овие родители, а ќе има и по социјалните мрежи, картички, различни комуникацијски пораки, но она што е најважно во таа кампања за нас е да разбудиме интерес кај родители, да се јават за тоа што навистина не се сами. Кампањата трае веќе една недела. Каков е одзивот? Праќаат ли родителите пошта со нивните искуства и со што се соочуваат низ тој процес на прифаќање и поддржување на крајот на детето во тој процес? Каква е улогата на родителите? Што им е најтешко во процесот? Значи, откако ја објавивме прво писмото, па после тоа излезе интервјуто, во оваа една недела, мислам дека две мајки веќе имаат пишано, имаат побарано контакт со родителите кои се во кампањата. Ние секако ги поврзуваме и сите оние кои сакат да се јават, особено да пишат на имејлот roditeli@lgbti.mk, тој е директен имејл кои директно го отвараат овие двајца родители и на тој начин воспоставуваат директна комуникација со нив. Јас верувам дека уште повеќе ќе се јават, поминаа само неколку дена, досега имаме две мајки, ми се чини, што не искомуницира, верувам дека ќе има повеќе. Во однос на она, зошто е ова важно, знаете, процесот на аутирање на еден човек не е процес кој го преживува само самиот човек. Личноста кога стигнала до момент за да се аутира пред своји пријатели, пред своји роднини, фамилија, она веќе поминала одредени фази на себе анализа, себе прифаќање или себе отфрлање, помирување или било што. Она што се случува во моментот кога на родителите ќе каже детето, е дека тој процес почнува тогаш за родителите. Ние како ЛГБТ луѓе често забораваме дека тој процес е тежок и за родителите. Ние ја носиме таа можеби најголемата тежина, секако, и секако дека можеби најголема храброст ти треба тебе за ти прв да излезеш. Меѓутоа, истото важи и за родителите. И они треба да се соочат со многу тешки прашања. За себе, за своите деца, за околината во која живеат, поблиската околина, пошироката околина, работната средина каде што работат. Сето тоа се притисоци предвидливи кои можат да се десат и кои ги обесхрабрува родителите, а во крајна линија голем дел од нив и ги тера на тоа да не ги прифатат своите деца. Да ги отфрлат, заради стравот дека и самите они или целото семејство би било отфрлено доколку они го прифатат своето дете. Тука е главната поента на оваа кампања. Ние сакаме да ги поврземе со овие родители кои се нашинци од тука, иако сега се во Австралија, отидени во Австралија, од тука се растени, они многу добро ја знаат, го знаат контекстот тука, и кои можат да им помогнат во тоа да се соочат со тие прашања, да си одговорат дел од тие прашања и да најдат спокој во тоа што ќе го прифатат своето семејство со цела различност кој го носи тоа семејство. Пред известно време во Битола беа уништени билбордите со надпис хомофобија.
Дали ово однесување го отсликува општото мислење за ЛГБТ заедницата, не само во Битола, во земјава, или сметате дека станува збор за една мала група на хомофоби или хулигани, условно речено? Се додека на тој начин се уништуваат билборди, се напаѓаат кампањи или било какви афирмативни мерки кои се прават за да се омекне менталитетот во однос на прифаќање на ЛГБТ и луѓето, прво нас она што ни го кажува е дека треба уште повеќе да има такви кампањи. Значи, таквите реакции нас не обесхрабруваат, туку напротив, уште повеќе не мотивираат и не прават уште повеќе посветени на работата за која гледаме баш заради тој напад, ние гледаме дека треба да продолжиме да работиме. Првото е тоа за тој напад. Второто е, не мислам дека е многу мала изолирана група, мислам дека во општеството наше има се уште многу висока хомофобија и трансфобија. Она што е доброто, јас што го гледам, е реакцијата на многу луѓе околу тој напад, кои едноставно го осудија. Тоа значи дека поддршката за ЛГБТ и луѓето расте. Може би е голем бројот на хомофоби и трансфоби во нашата држава. Но сега гледаме дека исто така станува многу голем бројот на поддржувачи. И тоа е важниот момент и важната пресвртница која мислам на очиглед на сите излезе минатата година при одржување на првиот Скопје Прајд. Тогаш се виде дека има огромна поддршка. На Скопје Прајд близу 2000 луѓе излегоа да маршираат. И беше еден од најубавите прајдови во нашиот регион, кој се има десено. Тоа укажува на некаква промена која се има десено, односно, мислам дека има намалување на оние кои се хомофоби и трансфоби, иако се уште генерално нашето општество е хомофобично и трансфобично, она што е доброто, има зголемување на кампусот на поддршка. Кога сметате дека беше најтешко време за прифаќање на ЛГБТ заедницата во минатото, пред 10 години или сега? Кога беше најтешко за вас? Имаше ли осуда од, не знам, политички партии, од одредена група на луѓе? Хомофобијата и трансфобијата е историски факт кој донела многу страдање за многу ЛГБТ и луѓе. Ние видовме дури какво страдање човекот кој ја спаси Европа во Втората светска војна и кој кракираше кодот на фашистите во Втората светска војна, каква трагедија доживеа. После Втората светска војна, откако ја спаси Европа, немаше кој него да го спаси. Така да тој е историски факт и тој е присутно многу долго. Во нашава држава тоа во 96-та за прв пат се декриминализира, откако 70-тите беше криминализирана хомосексуалноста и тоа само машката хомосексуалност. 96-та се декриминализира како би ние станале членка на Советот на Европа. Тоа се направи преку ноќ, преќутно, никој не каже за тоа, никој не извести за тоа. Во суштина, ефектот го немаше од декриминализацијата. Затоа што тоа не беше соопштено на народот, дека тоа веќе не е кривично дело, односно веќе не се смета за нешто лошо. Така да хомофобијата и трансфобијата си остана, иако се декриминализира 96-та. Мислам дека најстрашниот период дојде после 2008 година. Од 2006 до 2008 таја власт на ВМРО ДПМН тогаш беше некако можеби побалансирана, некако до самитот во Букурешт. После самитот во Букурешт наеднаш нивната политика стана чудовиште политика, која бараше непријатели секој ден. Знаете, автократски режими и режими, за да преживеат, они имаат потреба од непријатели. И меѓутоа проблемот во таков вид на владење е што непријателите брзо се трошат. Нели, вие ќе нападнете едни, за кратко време веќе морате да барате други. За жал, хомофобијата и трансфобијата беа
една од алатките на ДПМН-овската влада 11 години. Ние доживеавме нешто што дотогаш ни се чини дека ни една заедница во Македонија од било кој аспект или идентитет заедница го нема доживеано. 6 пати беше уништуван ЛГБТИ центарот за поддршка. Беа напаѓани активисти, беа напаѓани ЛГБТИ луѓе, живееа во страв, живеевме во страв, ние не знаевме секој ден што може да се деси. И мислам дека тој е еден од најстрашните монструозни режими, кој беше особено монструозен кон ЛГБТИ луѓето и кон ЛГБТИ движењето. Од тогаш, со менувањето на власта во последните 2-3 години, има навистина напредок. Во смисла не дека е доволен, но мора да го нотираме напредокот. Ние успеавме, имаме во собранието група на пратеници кои се залагаат за правата на ЛГБТ и луѓето. Ние за прв пат од минатата година шелтер центарот за жртви од насилство или ЛГБТ луѓе кои се под ризик од бездомништво, веќе 1/3 Министерството за труд и социјална политика од трошоците за шелтерот ги покрива. Ние имаме соработка со град Скопје од неколку аспекти на неколку начини. Така да мислам дека променета е климата, атмосферата е променета, мислам дека во раководството на партијата која е на власт има разбирање, има волја за промена. Она што е сега важно е тоа да се спушти доле низ структурите на институциите. Таа поддршка и тоа прифаќање. Тоа е еден подолг процес за кој верувам дека ќе треба многу повеќе да работиме, но мора да нотираме дека промена има. Не е доволна, има многу работа, но има волја за таква работа. Дали помагаат случувањата како Прич Слем и разните дружби кои ги имате во омекнување на начинот на размислување на луѓето во однос на ЛГБТ заедницата? Секако дека помагаат и мислам дека најважно во менувањето на менталитетот е токму личниот контакт, личната поврзаност, слушање на лични приказни, запознавање на луѓе, имање на информација. Тоа мислам дека охрабрува многу други луѓе да се аутираат, да се прифатат прво, да се прифатат себе си, после да се аутираат. Тоа исто така охрабрува многу луѓе да ги прифатат своите роднини, своите пријатели, или подалечни блиски или колеги на работа. Едноставно таа лична нота е она што мислам дека може да допре до луѓето и може да им најмногу така може да осетат што тоа значи и зошто е важно за некои луѓе сето тоа. Ме интересира филозофија животна. Зошто според вас некој би сметал дека не е нормално да биде некој геј? Предрасудите? Има прифаќање, но зошто другиот би сметал што е тоа што фали во неговиот ментален склоп или го има повеќе, за да мисли дека тоа не е нормално, а очигледно низ историјата го имал. Значи не можеме никого да осудиме многу лесно. Затоа што ние сите сме продукти на социјалниот конструкт во кој ние живееме. И многу луѓе така се воспитани, така се пораснати, така во школа учеле. Ние се уште имаме во учебниците тези дека, не знам, дека хомосексуалноста е пореметување на сексуалниот нагон. Дека ако некој на факултет тоа го учи, и тоа во психијатрија, официјален учебник од универзитет, значи предпоставува дека тоа е така. Значи, кај нас има се уште во таа смисла работа за да може да тргнеме кон менување на менталитетот. А оние кои тоа не го прифаќаат, не е дали некому му фали или не му фали нешто. Јас мислам дека се работи за еден социјален конструкт кој е наметнат, кој е научен,
А сите ние, за да бидеме прифатени, ако слушнеме некој кога сме мали, некој нешто прави и ние го правиме за да бидеме прифатени, за да се социализираме. И нормално дека луѓето така научиле и реагирале, затоа што така ги воспитале и така ги научиле. Значи, треба образование, треба работа, треба афирмативни кампањи, цело време и полека мислам дека ќе стигнеме онаму каде што се надевам сите сакаме да стигнеме, а тоа е општество каде сите ќе сме еднакви. Во суштина, борбата наша не е за привилегии. Борбата наша е за постигнување на еднакви права. Затоа што многу често погрешно со толкова вие сакате специјален третман. Не. Ние баш се бориме против тој специјален третман кој го живееме секој ден.